Го следите саботното издание на регионалните вести. По седми пат се одржа традиционалната манифестација Денот на гравот во Тетовско Теарце. По пазарите низ Македонија се продава неквалитетен увезен граф и на купувачите лажно им се нуди како тетовски по многу ниски цени. Ова е главниот проблем со кој подолг период се соочуваат тетовските земјоделци, причина поради која секоја година ги намалуваат површините засадени со граф. Сретко Анчевски земјоделец од село Доброште вели дека освен нелојалната конкуренција, дополнителен проблем представува неедуцираноста на населението кое во време на климатски промени тешко се справува со болестите кои го зафаќаат гравот. Во нашиот регион приносите се намалени за други години па више од 50%. Зошто не знам, немамо стручен кадар, немамо комисија некоја, немамо научници, поучници, не знам што да речем. Али све некои болести го фаќаат. Се јавуев лидери, дилери од Авганистан, Пакистан, Курдистан и тетовскиот граф прво опанна производството. Центарот за едукација и развој денеска во Теарце организираше манифестацијата Ден на гравот. Целта е вело да се потикнат институциите да им дадат поддршка на земјоделците, како да го пласират и заштитат гравот тетовец. Значи, знаеме дека граф има секаде, не е само во Теарце. Меѓутоа, полошкиот, теречкиот граф, сигурен сум дека е најубав и најсладок. Затоа ние ова го правиме, за да ги промовираме тие вредности на тоа што го имаме, за да ние и економски имаме бенефит од сето тоа. Овогодинешната манифестација е сигурно најбогата и најмасовна до сега. Времето ни е прекрасно, може да го забележат тоа вашите камери. Значи, годинешна манифестација почнува со делот каде што се посетуваат штандовите на училиштата кои ги имаме 7 на број. Значи, почнувајќи од училиштето Симче Настовски од Братница, 2 училишта од Тетово, Најмфрашери Миџени, училиштето од Теарце тука, училиштето од Нераште, училиштето од Слатина и училиштето од Пршавце Глоџи. Понатаму продолжуваме со една, да речам, штанд кај што може да се купи граф, компири и сите оние македонски овдешни производи што ги имаме, кои сме препознатливи. Понатаму имаме овде представници од медарите, значи тие имаат свој штанд каде што го презентираат нивниот производ. Штандови од соработниците Милију Контакт Македонија, SVG, Македонско еколошко друштво и оваа година за прв пат го имаме и најмалиот музеј на светот. Тој има свој штанд. Значи, целата манифестација продолжува со културно-уметничкиот дел. 3 културно-уметнички друштва од општина Теарце ќе имаат свој настап и се разбира пробувањето, значи дегустацијата на гравот, понатаму пржената алва и печените кости. Главна карактеристика на тетовскиот граф е неговиот специфичен вкус и целината на зрното кој останува за време на варењето, вели Мирко Ѓорѓевски, главен готвач на манифестацијата Ден на гравот. Денеска за Денот на гравот одлучивме како и други години, но денеска спремаме за 400 особа. Ставаме овде во казано 40 кила граф, 10 кила пипер, 10 кила кромит, 2 кила патлижан, лук, 1 кило ставам натре и тоа после тоа док се не вари, не го мешаме. После кај ќе се свари, ставаме една жалпашка во него и кај ќе го ставиме за пршката, после на крај ставаме макдонос, бибер и ловоров лист. Така, освен овие кулинарски способности, што е, да речемо, спецификата што е толку вкусен гравот тетовски? Па видите, тетовскиот граф е и прочен и надвор од Македонија, затоа што за саат и пол еве денеска што сум го ставил, за саат и пол 40 кила се готово. А додека другите гравови не може тоа, немаат таква својство. Манифестацијата Ден на гравот годинава се организира по 7 пат.
Граѓаните се повеќе се враќаат на природата и здравиот начин на исхрана. Според експертите, внесот на вода, овошје и зеленчук е клуч за добро здравје. Секојдневниот внес на вода, овошје и зеленчук според нутриционистите е клуч за добро здравје и долговечен живот. Според експертите, граѓаните се повеќе се враќаат на природата и здравиот начин на исхрана. Добро е што последните години луѓето се повеќе се враќаат на природата. Да, постои глобална здрава исхрана или глобален начин на здрава исхрана. Тоа е толку просто, толку едноставно, а сите едноставни работи ја чинат вистината. Што значи тоа? Се дури имаме природа, се дури се држиме до оној инстинкт што го имаме со нашето раѓање за природата, се до тогаш ќе имаме основа за едно добро здравје, здравје кога зборам не само физичко, ментално, емотивно здравје. Нам Бог ни дал, еве како сакате, природата ни дала, се за да ние бидеме здрави. Ние сме самите луѓе виновни кога почнавме да го менуваме, ќе речам така наречен генот на природата. Во насока на здраво живење голема улога има избегнувањето на стресот и негувањето на позитивниот став кон животот, смета имунологот Зорица Јаначковиќ. Жената често пати има алергии околу 35-та година затоа што од таа жена се очекува покрај предиспозицијата која може да има, а не мора да биде присутна, таа мора да биде и мајка, и сопруга, и домакинка, и сето тоа да го работи и да биде уште насмејана. Значи, тоа е голем напор за жената и во тој случај сум имала многу пациенти кои што доаѓаат, пазите, и кои има алергиски манифестации. Обично, кога е алергиска манифестација од храна, најчесто е во вид на нутритивна алергија која е како, знаете, бубулици, оние зацрвенети, значи над површината на кожата, се викаат папули, и најчесто кај бебињата се јавуваат поради консумација на кравје млеко. Знаете, ние природно го губиме ензимот затоа што, како што господјата наведе точно, мајчиното млеко до ден денес не може да се замени. Затоа и почна и од УНИЦЕФ и тако натаму, значи кампањи, дека треба подолго да се дои, но не ја гледам причината после едногодишна возраст, значи да, детето се дои затоа што веќе може да консумира секаков тип на храна. Знаете што е за мене здраво? За мене е здраво кога вие го чекате на сабајле, значи денес е нов ден, јас сум присутна овде, позитивноста, значи како лекар многу пати се соочим со појава на болести поради негативниот став и кон храна, негативен став и кон животот. За здравата исхрана проблемите поврзани со исхраната, за органската и ГМО храна. Голем број експерти имаа своји излагања на неодамна одржаната конференција за храна Food Talk 2016. Жителите на Теарце денес имаа можност да дознаат повеќе за климатските промени, негативните ефекти врз животната средина, како и начините за нивно ублажување преку уникатна училница на Тркала. Во рамки на кампањата "Климата се менува, од нас зависи", во организација на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милеуконтакт Македонија. Денеска во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, кој што го спроведува Милеуконтакт Македонија, се спроведува кампањата насловена "Климата се менува, од нас зависи" во Теарце. Во рамки на оваа кампања, која што представува еден вид на караван, ќе поминеме вкупно 10 општини кои што се вклучени во овој проект. Целта на кампањата е да го информираме локалното население за климатските промени, за предизвиците од климатските промени
промени и негативните ефекти врз локалната средина и да ја упатиме пораката дека климатските промени се реалност, ни се случуваат, се реална закана за планетата Земја и за иднината на новите генерации и од особена важност е секој поединец да се вклучи во борбата против оваа глобална закана. Во рамки на овој проект, една од главните компоненти е токму информирањето на јавноста за начините да се адаптираме полесно кон климатските промени и да ги ублажиме нивните ефекти. Во рамки на проектот веќе конкретно во ТРЦ се спроведени и конкретни мерки да се зголеми адаптивниот капацитет на општината да се справи со климатските промени. На почетокот се интервенираше во делот на уличното осветлување, беа заменети сите традиционални светилки со штедливи светилки со цел да се намали јаглеродниот отпечаток на општината. Неодамна пред еден месец се промовираше и успешно завршената мерка за целосна реконструкција на коритото на река Поника во село Доброште, каде што во рамки на проектот со финансиска помош на УСАИД и секако во соработка со општина Терце се намалија ризиците од поплави кои што се меѓу клучните ризици со кои што се соочува оваа општина од областа на климатските промени. Со соопштение до медиумите денес се огласи Партијата за демократски просперитет, на која е председател Абдулади Вејсели. Партијата за демократски просперитет, на која е председател Абдулади Вејсели, денес испрати соопштение до медиумите. Во него стои: Партијата за демократски просперитет го известува членството, нејзините симпатизери, пошироката јавност, медиумите и политичките партии, дека решението на Основниот суд Тетово за именување на Абдулади Вејсели, председател на ПДП, врз основа на одлука на 7-миот конгрес на партијата, одржан на 10 септември 2016 година, стана правосилна и така проблемот доби правна разврска. После 7-миот конгрес ПДП силно се враќа на терен и на политичката сцена, врз основа на акциониот план усвоен од председателството на партијата, стои во соопштението испратено до медиумите. Во прилог од партијата испратија решение од Основниот суд Тетово, донесено на 22.9.2016 година, во кое е уважено барањето за запишување на промена на председател на политичка партија, Партија за демократски просперитет. Во Гостиварскиот центар за култура Асном вчера вечер премиерно беше изведена комедијата Потрага по министерот во одморалиштето Перен мозок на театарот Дунек. Денес има слободен ден. Му реков, што? Да не сакаш може би од мене да направиш кучна помошничка и јас за викендот да седам дома и да ти варам кафе. И потом ми рече, па што да правам јас? Кафето ќе си го вариш сам. Полна сала, одлична актерска игра, многу смеење и силен аплауз. Во ваква атмосфера помина синокешната премиера на представата Потрага по министерот во одморалиштето Перен мозок во Центарот за култура во Гостивар. Младата театарска екипа на театарот Дунек покажа зрелост да понесе комплексни ликови, успеа да го задржи вниманието на публиката 70 на минути со добра забава и насмевки. Комедијата Потрага по министерот во одморалиштето Перен мозок е во режија на Ѓорги Нешковски. Во представата учествуваат актерските надежи на Гостивар: Теодора Матеска, Виктор Ангелковски, Теодора Волческа, Станимир Трпески, Константина Ѓурковиќ, Марија Пандиловска, Филип Веселинов, Ивана Мерџановска, Живе Ристовски, Емилија Атанасовска, Драгана Богоеска и Иво Дамјановски. Во продолжение погледнете ја телевизиската анкета, граѓаните зборуваат, во која жителите на Тетово ги кажуваат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како истакнуваат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. И според вас кои проблеми го мачат градот, а треба да ги има во вестите? Екологија, број 1 овде у градот. Незапосленост, второто. И претерани луксус. Трошат пари тамо где не треба. Например? Кафичи. То не е потребно на омладината. Тетово е град први у Европу со највише казина
И тоа не валја за омладината. Има и други. Иначе остало е нешто порелаксирано. Кажете ни како сте задоволни, еве, например, од политичката состојба во Македонија? Боле да ги нема. Ни една, ни од албанска страна, ни од македонска страна. Тоа е срамота за Европа, за све. Али ми сме изабрали тие луѓе и нема ту што морамо да гледати ни сега и да слушамо со. Иначе треба нека измена нова да видимо. Али младите спават, ја не знам зашто не се дигнат, зашто не се бунат, зашто не преземат нешто. Има интелектуалци, има паметни луѓе в Македонија, али треба да станат они, да покажат, да имат храброст. Иначе, ја како видим, они се плашат. А можда они имат своје банде, па го терорират целата република. Например, со ѓубрево, со тие работа. Тоа е една преголема аномалија за која што и колку да се зборува и колку да се инсистира, некако не превзема во соодветна мерка да едно се расчисти со тоа ѓубре. Друго, паркинг простори ми се чини дека возила многу има. Паркинг простори треба да се направи повеќе за да може да слободно да се паркира не по тротоари, не по улици, кај што не е ни дозволено све тоа. А има и уште многу работа. Моментално не може се присети човек све што има, ама треба. Пошто станува више голем градов, ми се чини многу треба да се изгради, да се напре, за да бидете поудобно за живот и посредено. Уште многу работа. Моментално не може се присети човек све што има, ама треба. Пошто станува више голем градов, ми се чини многу треба да се изгради, да се напре, за да бидете поудобно за живот и посредено. Паркингот, например, нема паркинг место. Нема никакво паркинг место. Се прават згради на 5 метра од пат. Апсолутно има по 50-60 стана. Нема ни едно паркинг место. Тоа за мене е најголемиот проблем. Не знам зашто не се прошири малку, например, на другите страни, на кај Спортски, на кај Скопје. Се е во центарот, едноставно. Се е збиено, се е во едно место. Има и други, али тоа е најголем проблем за мене. Другите, еве со отпадот, например, катастрофа. Контейнерите полни, не се чистат. Тие два проблеми најголеми се за мене. Особено паркингот, еве гледате. Гужва, катастрофа. Тоа треба да го решат, да направат паркинзи, не мора катни гаражи, на некои други места, например, додредат локации и да направат паркинзи. По настрана не мора се да биде во центарот. Баш тука се е набиено во центар, на овие радиус, колку да кажам, 2 километра. Се е тука збиено. Овие речем највише сообраќајот што е вака напнат, не можеш да коли многу има низ градот, сообраќај едноставно. Не чист град, тоа, што речем друго. Сад, баш ја би доаѓав нагоре, ѓубриште доле кај тоа полно ги има. Загаден тето, све, што да речем друго, тоа е све. Немам ништо пофалба за градот кој не е чист, тоа е. Па, највише ме мачи ова депонијата. Мислам дека еколошки Тетово е најзагаден град моментално. Кога ја више осеќам дека не смем прозор да отворим, а тоа постојано и денем и ноќ. Покрај тоа гужвата во сообраќајот, меѓутоа тоа ќе се регулира, веројатно со отварање на нови улици и булевари, али депонијата подхитно треба да се тоа реши. Јас сам од Желино село и гледам дека фалят што сакаме да влагаме во Европа, а вака не. Дупки, некултурно вожење, возачите, па и плюс и пешачите некултурно. Не поштиват. Јас сам возач од 74-та. Ево кола у Веромие, а сам бил кај очите шарена џамија такси, 1 евро таму, 1 авамо. Само ради овакви некултурно вожење. Иначе возим beogradski vozač, ама не гледам култура. Фали тоа. Ама изгледа ова демокрација пред време ние или не смо зрели за таква култура да бидеме и ние да се мешамо со светот, зашто Аџо иде у свет. Зимски период проаѓам у Швајцарија, таму су ми деца.
Гледам што е тамо култура, што е овде. Идем низ тротоар од една пицерија од друга близо. Ама чадор врнеше. Тротоар не бере 20 со чадори, а пешаки да. Само што го померив чадорот десно мало, да не закачат тие, танкешен вика. Кај има таква жена овде да ти каже танкешен? Тоа е политичката состојба. Каква е, таква е. Ја гледаме свите до изборите, све вака ќе биде. После изборите да се надеваме дека нешто мало ќе биде подобро. Би требало, колку дојде до соодветно па истата партија достане на власт, ќе биде, мора некои поправки да се изврши, што досега као аномалија се констатира. Ако дојде другата партија на власт, ќе мора да се поучи од аномалијата на претходната за во иднина да не ги прави истите грешки, за да биде за народот подобро. Не прават, не работат доволно колку што треба, тоа. За граѓаните, да зборим реално, не прават. Боле да ги нема. Ни една, ни од албански страни, ни од македонски страни. Тоа е срамота за Европа, за све. Али ми сме изабрали тие луѓе и нема ту што морамо да гледати ни сега и да слушамо со. Иначе треба нека измена нова да видимо. Али младите спават, ја не знам зашто не се дигнат, зашто не се бунат, зашто не преземат нешто. Има интелектуалци, има паметни луѓе в Македонија, али треба да станат они, да покажат, да имат храброст. Иначе, ја како видим, они се плашат. А можда они имат своје банде, па го терорират целата република. Заеднички живот, равноправност, една чврста држава. Да се не игра ни Грчка, ни Европа, него другите гледат што ми правиме овде. Свака наша каша, ме разбирате што е тоа? Тоа иде на штета на нашата република, не на другите. Тука сме многу слаби. Политички доста, пошто е познато у Европи, као славенски народ знаат политика, али го на погрешно место го става тоа. Не направи пат каде треба да биде. И искористат сиромаштијата, игра улога исто. Или со 50 евра он купи ти глас и онда постае тај што не сакаш да го видиш после. Али он има пара, има моќ, има све у руке, а незапосленост е на првом место, пошто тука се пропиват најлакше. Сега сегде у светот доаѓа до промени. Мислим дека доста се на власт многу време, така да дојда некој си што ќе го беди на народов. Да не биде така поделен. А најосновно е да дојдат промените. Тоа е врло лошо. Врло лошо. Еднаш или држава, ние сме. Зашто е прашање постои што е државата? Границите, паре или народ? Народ. Народ менја паре, менја и граница. Човек. И се тоа не го гледам добро. Ми имамо преку 50 работници. Португеске, италијанке, чешке, што ја знам. 2 македонке, само и тоа со пашош бугарски. Зашто ти да не работиш, зашто ја, зашто треќа, за мало има што немат овде. Све би ги зел. Работа само ќерка од син ми, зашто има папире, со се муж. Друго не. Лошо го гледам, се доле иде. Не иде нагоре, не сам некој експерт или, како да кажам, психолог, ali не гледам добро. Што може, уште се разликуе што си ти, што сам ја. Ту нема разлика. Човек. А Срби кажу, на свет има само 2 особи, човек и не човек. А ми уште изгледа таа стара болка го терам.
било то Али Амете, било Груевски. Едно лице загина во несреќа на железничката пруга Битола-Скопје кога патнички воз удри во такси возило управувано од 56 годишен битолчанец утринава во 5 часот и 31 минута на делот од пругата помеѓу Битола и станицата Никола Карев. Патничкиот воз кој се обраќал на релација Битола-Скопје удрил во патничко моторно возило Hyundai со битолски регистарски ознаки, управувано од машко лице кое починало на лице место, соопшти МВР. Увид на местото на несреќата изврши јавен обвинител од основното јавно обвинителство Битола. Продолжува истрагата за откривање на причините за случајната несреќа. Двајца малолетници се пријавени за исчезнати од домовите 25 мај и Ранка Миловановиќ вчера. На 20 септември околу 14 часот 14 годишно лице се оддалечило од домот 25 мај во непознат правец, додека од јавната установа Ранка Милановиќ на 16 септември во 14 часот 17 годишна штитеничка самоволно ја напуштила установата и се оддалечила во непознат правец. Причината за оддалечувањето на децата е непозната. СВР Скопје презема мерки за нивно пронаоѓање. Вооружено лице во петокот вечер уби најмалку 4 жени и рани еден маж во трговски центар во државата Вашингтон на северозападот на САД. Според полицијата, лицето успеало да избега и полицијата трага по него. Полицијата изјави дека се работи за човек од јужноамериканско потекло облечен во сива облека. Убиството се случило во трговскиот центар Cascade Mall во градот Берлингтон. Една снимка на безбедносните камери објавена во медиумите покажува млад човек со оружје кое наверојатно е пушка. Според полицијата, осомничениот бил виден за последен пат како пешки оди кон еден автопат во близина на трговскиот центар. На контролен пункт северно од Багдад изведен е троен самоубиствен бомбашки напад во кој загинаа најмалку 12 припадници на безбедносните сили, додека 34 се повредени. Тројца екстремисти со 3 автомобили полни со експлозив удариле во контролниот пункт. Нападот е изведен неколку дена откако владините сили ја презедоа контролата врз градот Ширкат од Исламска држава. Патник во Истанбул со чадор нападнал возач на автобус, пошто тој загубил контрола врз возилото и предизвикал верижен судир во кој учествували и неколку други возила. При инцидентот се повредени 11 лица. Автобусот се судрил со друг двокатен автобус и со 3 автомобили на улицата во квартот Аџибадем за време на утринскиот метеж. Преслужбата на гувернерот на Истанбул соопшти дека 11 луѓе, меѓу кои и нападнатиот возач на автобусот, се повредени при инцидентот, но се вон животна опасност. Патникот кој го нападнал возачот е приведен, но за сега мотивите за физичкиот напад се непознати. Американскиот председател Барак Обама синоќа стави вето на законот со којим се дозволува на семејствата на жртвите од нападите во САД на 11 септември 2001 година да ја тужат Саудиска Арабија. Обама со ветото ризикува да биде жестоко нападнат од јавноста, но и во Конгресот. Американскиот председател изрази длабока симпатија за семејствата на жртвите, но изјави дека без оглед на тоа законот би бил штетен за националните интереси на САД и би ги поткопал принципите на суверениот имунитет. Повеќе полицајци, високи огради и строги контроли. На годинешниот Октоберфест е поинаку од вообичаено. По почетокот на Октоберфест не е лесно да се излезе од метро станицата Полјана на Тереза во центарот на Минхен. Причината за гужвата е фактот дека во областа Полјана на Тереза, каде што се одржува Октоберфест, веќе не може да се пристапи од сите страни како што беше возможно претходните години. Нов концепт за безбедноста на Октоберфест доведе до тоа целиот простор да биде заграден, а посетителите да се пропуштаат само на одредени места. Ова е прв Октоберфест по терористичките напади во Брисел, Париз, Ница и Вирцбург. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 9 степени, а дневната од 17 до 23 степени. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 2 до 10 степени, а дневната од 15 до 24 степени.
Тука е крајот на денешните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.